целосен молк од страна на Никола Груевски, ДПМН, Коце Трајановски и Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попаденци и крушоради од Лерин во врска за прашањата кој ги платил и кој ги поставува петте споменици кои што ги поставува градот Скопје. Освен ароганцијата и подценувањето на граѓаните, за целосниот молк очигледно се крие нешто друго. Градежните работи се веќе во тек, што значи дека некој веќе го плаќа поставувањето на спомениците. Во интерес на граѓаните, денес поднесовме барање за истрага до Управата за финансиско разузнавање и барање за даночна инспекција до Управата за јавни приходи. Бараме да се утврди изворот на финансирање, потеклото на парите, колку чинат и кој ги изработил петте споменици. Од Управата за јавни приходи, како надлежен орган, бараме да спроведе даночна инспекција врз работењето на анонимното здружение, имајќи во предвид дека се јавува како донатор на споменици со значително поголема вредност од нивната пријавена добивка. Од Управата за финансиско разузнавање пак бараме да спроведе истрага за да се утврди изворот на финансирање и дали Сдруженијето за духовно обединување на сетинци, попаденци и крушоради од Лерин постапувало согласно Законот за спречување на перење на пари. СДСМ во интерес на граѓаните бара да се обелоденат вистинските донатори и финансиери на петте споменици со оглед на тоа што Коце Трајановски очигледно не ги знае или пак премногу добро ги знае. Да бидам искрен, воопшто не очекуваме соодветна институционална реакција и професионално однесување за расчистување на овој случај. Овие државни органи досега се покажале исклучиво како партиски испостави на ВМРО ДПМН. Но еве им шанса, нека не демантираат и нека покажат дека не работат единствено во партиските и лични интереси на Никола Груевски.